се започна и со изградбата на најголемиот инфраструктурен проект во 2013 година, а тоа е автопатот од Демиркапија до Смоквица, пат што конечно ќе го комплетира автопатот на коридорот 10 и кој што ќе овозможи и онака добрата конекција со јужниот дел на Македонија да се подобри, да биде побрз транспортот на стоки и патници по коридорот 10. Исто така како што се градеа и регионални и локални патишта, меѓу кои имаше и доста регионални патишта и во овој регион на Дојран и околните општини. И вие ги знаете тие регионални патишта кои што во изминатиот период ги реализиравме, некои од нив самостојно во рамките на програмата на владата на Република Македонија, а некои во соработка со локалната власт. Исто така работевме и на изградбата на училишта, на изградбата и реконструкцијата на болниците, купувавме опрема за здравството, се работи што долги години во периоди кога економијата би требало да биде добра и кога имаше добри економски години во светот, Македонија во тој период за жал не остваруваше добри резултати, па немаше пари ни за здравството, ни за образованието, ни за пензионерите, ни за никого. Често пати не прашуваат за тоа зошто се градат згради или зошто се прават споменици или зошто се прави нешто друго во главниот град. И тоа е нормално прашање, треба да се разговара за сите теми. Меѓутоа, одговорот на тоа е дека во ова време се гради и се прават работи во сите сектори, во сите области, во сите региони во Македонија кои што претходно не се правеле. Еве контрапрашањето би било добро на времето не се градеше Скопје, меѓутоа дали во Дојран имаше патека, или дали имаше обиколница, или дали имаше нов пат, или дали имаше нова плажа. Ние велиме дека во програмата на владата е влезено и за следната година ќе се реализира вториот дел од изградбата на пешачката патека кај езерото и ќе се направи нова плажа пред се во централното градско подрачје, која што ќе донесе нови стотици илјадници можеби туристи во Дојран. Исто така работевме и на реализација на други проекти кои што се однесуваат на спортот, на младите. Неодамна отворивме едно повеќе наменско игралиште во Фурка, работиме и на други спортски терени и игралишта, работиме и на изградбата и на основни училишта и на спортски сали. И на тој начин гледаме во секоја област, дали се станува збор за образование, дали станува збор за здравство, дали станува збор за инфраструктура, да ги подигнеме стандардите на квалитет и животниот стандард да го подобриме на граѓаните. Се разбира, во таа насока значајно место имаат и комуналните проекти во комуналната инфраструктура, изградбата на водоводи и канализации. Ние со вашиот градоначалник во тој контекст разговараме и за инвестиции во делот на водоводната мрежа и подобрување на снабдувањето со вода на општината Дојран и Стари Нов Дојран. Во делот на состојбата околу поддршката на граѓаните, она што за воиднина е битно е дека ќе продолжиме со издвојување на значајни средства за зголемување на пензиите и на социјалната помош, како и на платите на вработените во јавниот сектор. Овие добри економски резултати ни создадоа основа да можеме да планираме за следната година и повисок економски раст, но и да издвоиме пари од буџетот за да може да се покачат пензиите и тоа ќе го направиме со исплатата на мартовската пензија. За 5% ќе бидат покачени сите пензии во Република Македонија, односно веројатно линеарно ќе оди покачувањето, значи за подеднаков износ за сите пензионери, со цел оние што имаат помали пензии да добијат релативно повеќе во однос на тие што имаат повисоки пензии. Исто исплатата на социјалната помош, почнувајќи од март месец, ќе биде зголемена за 5%, а за вработените во јавниот сектор, значи за сите полицајци, војници, просветни работници, здравствени работници, културни работници и вработените во администрацијата и сите други што добиваат плата од буџетот на Република Македонија, почнувајќи од октомвриската плата, ќе има 5% покачување. Земјоделците и натаму може да сметаат на силна поддршка од нас како влада. Нема година во која што земјоделската поддршка не се зголемува и имаше криза, имаше тешки години, меѓутоа ние не отстапивме од таа политика. Тоа е многу различно од она што се случува во други земји, каде што прво удрија на кратење на непопуларни рестрикции и ги намалија и пензиите и социјалната помош, некаде зголемија старосна граница за пензионирање, ја намалија можноста за
купување на нова опрема во здравството, ја намалија можноста за плати покачување или не ги покачија или ги намалија дури некаде, брка од работа во јавниот сектор и смалуваа субвенции за земјоделците. Така да кога ќе се погледне вака од некоја ретроспектива, се изгледа едноставно, меѓутоа во суштина воопшто не е. Најлесниот начин за секоја влада е да го префрли товарот врз граѓаните, да намали пензии или да ја зголеми старосната граница или да смали некое право. Ама ние знаевме дека граѓаните во Република Македонија и без тоа имаат тежина, имаат доста проблеми што можеби во некои европски земји ги немаат и затоа се решивме да кратиме секаде каде што можеме и каде што има можност за тоа и простор, а да не ги воведуваме овие непопуларни мерки кои што се натовар на грбот на граѓаните. Значи, затоа се одлучивме да ги задржиме непроменети даноците, што им помага на бизнисмените да сочуваат работни места. Затоа се одлучивме да не само што не ги намаливме пензиите, туку и да ги зголемуваме во ова време, социјалната помош да ја зголемиме, субвенциите за земјоделците да ги зголемиме. И од година во година ги зголемуваме капиталните расходи, односно она што се пари наменети за инфраструктурни проекти, изградба на патишта, на железница, на болници, на водоводи, канализации, училишта и така натака. И следната година во буџетот се предвидени 365 милиони евра или за 11% повеќе отколку оваа година за реализација на капитални проекти. И заедно со буџетот на јавното претпријатие за патишта, каде што исто така има околу 160-170 милиони евра за патишта, тоа вклучува дополнителен импулс, дополнителен развој на економијата и решавање на одделни инфраструктурни проблеми, меѓу кои што еве за општина Дојран предвидено е патот од Дојран до Николич да влезе во програмата на јавното претпријатие за следната година. Во делот на образованието, да подсетам за сите родители, знаат дека денеска децата имаат можност да користат компјутери, можност за бесплатни учебници, што порано исто го немаше. Воведовме задолжително средно образование, дисперзирани студии во добар дел од градовите во Македонија со цел повторно трошоците на вас, родителите, да ви бидат пониски, се градат спортски сали, се градат и реновираат училиштата, се со цел да го направиме образовниот процес поквалитетен, да може да учат децата во подобри услови, се користат учебници во високото образование од кои што учат студентите во најреномираните универзитети во светот и така натака. Во делот на развојот на туризмот имавме доста мерки кои што се особено значени за туристичките работници и во тој дел би сакал да подсетам дека еден од проектите на владата на Република Македонија кој што би требало да овозможи и посериозен развој на туристичките места се туристичките развојни зони. Тоа се специјални зони во кои што инвеститори ќе развијат хотелски, спортски и други комплекси со сите пропратни содржини со цел на едно повисоко ниво да се привлечат поголем број туристи и очекуваме врз основа на објавениот јавен повик за таква туристичка зона и во Дојран, кој што беше прв во државата, да успееме да донесеме некој инвеститор кој што ќе ја изгради таа зона и кој што ќе овозможи Дојран да прима поголем број на туристи кои што секако ќе трошат тука, ќе помогнат да се подржи локалниот економски развој. Покрај тоа воведовме и голем број на субвенции како за туроператорите што носат туристи, така и за отварањето на нови авиолинии, така да сега Република Македонија со новиот аеродром е многу подобро поврзана од порано што беше. Има доста други работи за кои што би можело да се зборува во сите овие сегменти, но секако целта на овие средби е покрај тоа што ние ќе зборуваме да ве слушнеме и вас и да слушнеме каде уште дополнително нешто треба да се направи, а секако и од претходните средби тука јас лично и колегите знаеме дека има и доста работи што останаа да се сработат, пред се во делот на очекувањата за отварање на работни места, за кои што секако и ние како влада сме најмногу фокусирани и најмногу време посветуваме и се надеваме дека овој добар тренд што започна на намалување на невработеноста ќе продолжи и во следните години со уште по-забрзано темпо. Само да подсетам, Република Македонија
Кога ние почнавме да ја креираме економската политика, имаше 38% на невработеност, денеска 28,7% е невработеност, значи за цели 10% поени е намалена. Тоа секако е добар резултат, ако се има предвид дека во 5 од овие 7 години имавме светска и европска криза и во сите земји во Европа невработеноста се зголемуваше. Но од друга страна, реално е да се каже дека се уште има голем број на граѓани што чекаат за работа, се уште недостасуваат работни места и дека треба да се продолжи со напорите за привлекување на странски инвестиции кои што отвараат работни места, како што се овие во Кавадарци, например, над 2000 работни места се во Дрекселмајер, како што во Велес се сега следните инвестиции, каде што ќе се отварат неколку илјади работни места, како што во Штип се отварат работни места, исто така и во другите градови да помогнеме да се отварат работни места, било врз основа на странски инвестиции или врз база на домашни инвестиции, независно. Ние гледаме и за домашните и за странските инвеститори да создадеме добри услови. Значи, остануваме фокусирани на прашањето на економскиот развој, на поддршка на приватниот сектор, на одржување на ниски даноци, создавање на добар бизнис амбиент за инвестиции, зголемување на пензии, зголемување на социјалната помош и добри инфраструктурни проекти кои што ќе овозможат да се градат патишта, да се градат железнички пруги, да се градат водоводи, канализации, училишта, болници, се она што може да значи подобар живот. Во изминатиот период бевме многу силно фокусирани на здравството како влада. Говорам не од како сум јас само министер, него од 2006 година, кога ВМРО ДПМН ја доби вака поддршката од граѓаните за да управува со државата. Многу силен фокус стави на здравството. Како резултат на тоа се реализира многу инвестициски проекти. Се набави нова и најсовремена опрема во здравството во вредност од околу 100 милиони евра. Нешто што комплетно недостасуваше порано. Имаше опрема која што беше стара 15, 20, 30 години. Или во некои здравствени установи комплетно недостасуваше опрема. Воопшто немаше ни основна здравствена опрема. Се направија многу инвестиции во здравствената инфраструктура. Во тек е проект од над 100 милиони евра за инвестиции во здравствената инфраструктура, во голем број на здравствени установи. Овде во Дојран беа спроведени низа активности во училиштата кои се однесуваат на најмладата популација и се однесуваат и на делот на едукација во делот на сообраќајот, но и во делот на нивното однесување, што на некој начин представува и дружење со полицијата, но и градење на животни и работни навики, навики на меѓусебно почитување. Исто така сакам да споменам дека со оглед на тоа што нели сега сме веќе длабоко навлезени во ловната сезона, а овде имаме ловишта, имаме и ловно друштво кое е единствен концесионер на ова подрачје, со оглед на тоа што има љубители на овој вид на забава или спорт, како сакате може да го наречеме, почувствувавме дека е потребно пред да се соочиме со проблеми да направиме една добра координација со ловџиите, со ловните друштва, за да им биде јасно што е дозволено, што не е дозволено, да не се доведеме во ситуација по тоа да има потреба да се казнуваме во текот на годината, и гледам дека добро сме направиле. Со туристичките работници, односно со сите оние кои вложуваат многу напори да ги привлечат и домашните и странските туристи во општина Дојран, исто така направивме една координација се со цел гостите кои ќе дојдат во Дојран да се чувствуваат пријатно и да посакаат да се вратат повторно. Изминатиот период, односно 6 до 7 месеци од кога сум на функцијата на градоначалник, реализиравме вкупно 14 проекти од 83 кои се наведени во изборната програма, меѓу кои би ги споменал отварањето на понтонското пристаниште на Дојранското езеро, со што езерото за прв пат добри едно пристојно пристаниште кое понатаму планираме и да го прошируваме. Летово профункционира една од поубавите плажи во Македонија, плажата Елем, која беше вистински хит за туристите во Дојран. Вложивме ние како локална самоуправа доста напори во уредувањето и на останатите плажи на Дојранското езеро, а и од друга страна туристичко-информативниот центар со кампањата која спроведа за категоризација на приватните издавачи, која на крај резултираше со некаде околу
220 регистрирани издавачи на територијата на општина Дојран, придонесе да имаме една од најуспешните летни туристички сезони во Дојран. Сето тоа ги зголеми приходите на општина Дојран врз основа на собирање на туристичка такса. Само за споредба, годинава собравме 30% повеќе од минатата година. Понатаму, во соработка со јавното комунално предпријатие се посвети доста внимание на решавање на комуналните проблеми кои ги имаме во Дојран, со што веќе е при крај еден поголем паркинг простор во Стар Дојран и понатаму ќе од почетокот на наредната година ќе продолжиме со негово уредување, со што очекуваме дека полека почнуваме ќе го решаваме проблемот кој се јавува во шпицот на сезоната кога има недостаток на паркинг простор. Во населбата Карач конечно е завршена водоводната и канализационата линија, некаде со вкупна должина околу 500 метри. Продолжуваме во Нов Дојран со промена на канализациони линии и водоводни линии на улиците Кочорацин и Антон Панов, со вкупна должина исто така околу 500 метри, со што понатаму веќе е почнато и нивното асфалтирање и понатаму во тек со наредната година исто така континуирано согласно буџетските средства пробуваме да ги решаваме овие проблеми. Исто така изминатите месеци едно од популарните нешта кои во јавноста во Македонија можеше да ги види беше уредувањето, односно идејното конкурсот за идејни решенија за изгледот на новите плажи во Дојран. Можам да кажам дека граѓаните гласа и се одбраа најдобрите идејни решенија и во моментов се работи на изготвување на основните проекти за понатамошно градење на тие плажи. Веќе за наредната година, на почетокот од јануари, со средства обезбедени од владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт, ќе биде распишан тендер за почеток на градбата на плажите и се очекуваме дел од нив веќе во наредната летна сезона да бидат готови и веќе сериозно Дојран да стане место или дестинација на картата за туристи во Македонија, па зошто да не и од странство. Исто така работиме и на изготвувањето на основен проект за продолжување на атрактивната рекреативна пешачка патека долж Дојранското езеро. Моментално таа е во должина од 3,5 км во делот во Стар Дојран и планирано е таа да продолжи до Нов Дојран со вкупна должина дополнителни 3 км и вкупна должина од околу 7 км, со што имаме веќе сериозна, убава рекреативна патека наменета и за туристите, и за дојранските граѓани, за спорт, за рекреација и за уживање. Освен овие работи, доста посветивме внимание на докомплетирањето на урбанистичките планови. Урбанистичките планови, иако се бараат многу работа и многу често и не се гледаат во јавност, односно резултатите од нив доаѓаат најнакрај, меѓутоа тие се први и основно нешто за развој на било која општина или населено место. Така, во процедура имаме околу 9 урбанистички планови, горе долу сите се во финална фаза. Веќе се готови урбанистичките планови за туристичко-развојните зони и една туристичко-развојната зона во Стар Дојран веќе е понудена на продажба. Таа се работи за парцела некаде околу 19 хектари и бараме инвеститор за тоа. Таму е наменета за градба на поголем хотелски комплекс кој согласно условите кои се понудени за продажба предвидено е да по продажбата и по изградбата на таа зона предвидено е да вработи минимум 150 вработени. Освен туристичката зона во Стар Дојран, имаме уште една иста таква во Нов Дојран која очекувам во многу брзо време и таа да биде понудена за продажба. Ние како локална самоуправа посветуваме доста внимание на нивно промовирање и она што ни е работа да се обидеме да најдеме посериозен и поголем инвеститор со цел
да се продат и да се изградат овие туристички зони.